Доколку СДСМ се обиде насило да направи влада, тоа би било самоубиствено и не би донело до некое конечно решение, смета универзитетскиот професор Љубомир Цуцуловски. Тој во емисијата во центра со Васко Ефтов вели дека единствен излез од политичката криза се нови избори, бидејќи според него во уставот не е предвидено ново давање на мандат. Тоа би било самоубиствено и не би довело до никакво конечно решение. Јас навлеков кон себе доста голема доза на негодување, па дури на гнев, кога уште во декември реков дека единствениот излез од ситуацијата во која се наоѓаме е распишување на нови избори, бидејќи според уставот не е предвидено второ давање на мандат. Значи, јас не се залагам за нови избори затоа што ги сакам, или затоа што сакам одредена партија да дојде на власт, туку затоа што тоа го налага самиот устав. Според тоа, јас сметам дека секој обид, без разлика од која страна доаѓа, дали доаѓа од страната на ВМРО ДПМН или од страната на СДС, да се дојде на власт по секоја цена, значи наспроти на изборните резултати и наспроти на законите, значи насилно, е погубен не само за Република Македонија, туку и за тие кои ќе се одлучат на еден таков чекор. Цуцуловски вели дека така наречената тиранска платформа не само што води кон редефинирање на Македонија, туку има за цел рушење на државата. Оценува дека не е важно каде е донесена платформата која е изготвена од албанските партии, туку дека има големо влијание за актуелната политичка состојба во земјава. Па мислам дека таа платформа, без разлика каде е донесена, за мене е ирелевантно дали е во Тирана или е тука донесена, битна е содржината нејзина, не води само кон редефинирање на Република Македонија, туку кон нејзино целосно рушење. Првиот чекор би бил федерализација, наредниот чекор би бил сепарација на, условно кажем, албанскиот дел, а другиот дел, како ќе се снајде, е негов проблем. Значи, тие не водат воопшто сметка за интересите на другите, за интересите на оние кои со векови заедно живееле на овие простори и кои со децени живееле во иста држава. Цуцуловски вели дека целта на тиранската платформа е копирање на елементите од Косовскиот устав и нивно вметнување во Македонскиот устав. Во член 5 од Уставот на Косово пишува: службените јазици во Република Косово се албанскиот и српскиот јазик. Значи, српскиот јазик, иако србите веќе под 10%, е службен јазик во Република Косово, што значи дека тука тие претпоставува дека се под 20% и сакаат да бидат побрзи од времето или побрзи од пописот и да биде албанскиот јазик службен јазик без разлика на резултатот на пописот. Во член 6 од Устав на Република Косово вели: знамето, грбот и химната се државни символи на Република Косово кои го одразуваат нејзиниот мултиетнички карактер. Затоа ни го немат знамето со орелот, туку го имат оно знаме со 6 звезди. И де факто, кога ќе видиме барањата на тиранската платформа, името, химната, банкнотите, знамето, кои треба да бидат прифатливи за албанците, ние доаѓаме класично косовско сценарио да спроведуваме во Република Македонија. Да, тоа е тоа. Значи, прво се прави еден, да го наречеме сурогат, бидејќи тоа никој пат нема да биде применета таа двојазичност на Косово. Ще се прави еден сурогат на некаков си устав кој е наводно многу либерален во тој етнички поглед, за да се подготви пак повторно теренот за она што допрва следи во Република Македонија. Универзитетскиот професор Љубомир Цуцуловски изминатиот период отворено ги критикува барањата од албанската платформа, нарекувајќи ги ирационални политички барања, а според него прифаќањето на така наречената тиранска платформа води кон распад на Македонија.